Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа, креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе зборуваме за апликацијата Pear Deck, а ќе ја спомнеме и страницата Slides Go. Во ова видео ќе се запознаеме со апликацијата Pear Deck, со која што може да креирате интерактивни презентации, како во примерот. Ова е една интерактивна презентација која што е креирана за игра за ученици и има прашања со избор. Првото прашање: дали сме спремни? Да. Имаме дел кој што треба да го повлечеме и прашањето е која од овие фрази не значи здраво и треба со ова знаменце да одиме до фразата која не значи здраво. Како ви оди? Треба да одговориме, да речеме добро за сега. А што значи зборот бути? И учениците треба да изберат кој е точниот одговор. Од 1 до 5, колку е забавно ова? Во овој дел може да изберат бројки. Нацртај ковчег со богатство. Имаат најразлични бои и можат да цртаат. Дали е забавно? Речем да. Погоди го значењето на зборот. Колку добро ти оди? 90%, прилично добро. Ми оди добро, малку сум збунет. Одлично, ја завршивме играта и презентацијата. Дали сакаш да ја земеш својата диплома? Гласам да. И на крај ја добиваат дипломата. И сега да научиме како да искреираме една ваква интерактивна презентација. Pear Deck е додаток на вам веќе познатите Google Slides. По делот на Google Slides, кога ќе отворите еден слайд, има нешто што се вика add-ons, односно додатоци, и во тој дел може да го најдете Pear Deck како додаток и да го инсталирате. Значи, веднаш се отвора Pear Deck и она што треба да направам е да го инсталирам. Ќе изберам со која сметка се пријавувам и дозволувам Pear Deck да биде инсталиран. Она што ми кажува е дека ќе може да го најдам во делот на додатоци. Затворам и одам, доколку ова го исклучам, во делот на додатоци многу лесно ќе го најдам и ќе може да го отворам Pear Deck, кој што ми помага да креирам интерактивна презентација. На почеток да видиме што се може да се вметне и какви се може прашања да се вметнат, за да ја направам јас мојата презентација интерактивна. Прашање на кое што учениците ќе одговорат со текст, прашање со кое што учениците имаат избор, ABCD, прашање со кое што ќе одговорат со бројка, може да вметнете веб страна, меѓутоа не сите веб страни се вметнуваат. Може да побарате од учениците да нацртаат нешто и прашање, односно некој слајд на кој што учениците треба да повлечат некој елемент и да изберат. Сега кога зборуваме за креирање на слајдови, навистина е многу тешко да направиме еден добар дизајн и да изработиме една добра презентација која што добро изгледа,
Затоа постои една страница која што се вика Slides Go, каде што може да најдете, да речеме за образование, многу убави презентации кои што ќе може да ги прилагодите и она што е најдобро за овие презентации е што сите елементи може да се искористат повторно и повторно, може да се менуваат. Дури на некои презентации може да ги менувате и боите на елементите, да речеме во оваа презентација многу лесно може да ги промените и боите на оваа сијаличка. За ова видео ја избрав презентацијата која што ја најдов, значи темплейтот од Treasure Hunt. Она што едноставно правам, избирам да го вметнам во Google Slides, правам копија на таа презентација и веднаш презентацијата ми се отвора во Google Slides. Презентацијата е голема, значи има околу 22 слајда, меѓутоа јас ќе искористам само неколку од нив и нема да искористам се. Еве како што гледате се отвори целата таа презентација со сите тие слајдови. Останува да изберам кои слајдови ќе ги искористам. Сега веќе кога имам готов темплейт и веќе го имам додатокот Pear Deck, може да започнам со креирање на таква една интерактивна презентација. Текстот кој што е во презентацијата која што е симнав, може да се промени и ќе користам кирилица, меѓутоа ќе мора да изберам некој друг фонт, бидејќи овој фонт не одговара со кирилица. Значи, во тој дел ќе напишам да започнеме. Да започнеме. И едноставно ќе ги изменам. Ќе ги изменам сите текстови. Ова е малку подолг процес, но ќе се обидам барем основните работи да ги преведам. Она што ќе напишам тука е, речеме, дали сме подготвени. Гледате дека не одговара фонтот кој што е зададен со оваа презентација и затоа користиме некој ваков фонт. И веќе го искреирав мојот прв слајд. Прашањето е дали сме подготвени да започнеме и во тој дел им давам на учениците избор да гласаат. Да, скоро, значи ќе почнам со не. Скоро сум готов. И да. Избирам update slide и веќе вметнав прашање од Pear Deck, односно овој слајд веќе го направив интерактивен и кога ќе се отвори овој слајд, учениците ќе имаат простор каде што ќе може да ги вметнат своите одговори. Последниот слајд ќе ставам некоја точка или некоја знаменце во кое што учениците ќе гласаат и прашањето е како беше домашната задача. Ќе напишам само домашната за да не губиме време. Како беше домашната? Повторно го избирам тој фонт и како опции ќе напишам. Речеме, треба да ги променам и бројките.
ќе ги променам подоцна со менување на фонтот. Лесно се помачив, опции, понатаму не баш лесно, на крај ќе треба да го форматирам текстот. Уште една опција е добро, и ова сепак не е прашање на кое што има точен неточен одговор, туку едноставно учениците ќе гласаат придвижувајќи раченце што покажува лајк или дислайк. Го избирам тој фонт. Сега ќе ги изберам сите наеднаш, за да може наеднаш да го променам фонтот. Океј. Малку десно ќе одам и ќе изберам bold letters и гледате дека направив нешто што па изгледа и добро. Она што вметнувам е овој дел, draggable, што значи ќе постојат некои елементи, а ние ќе избереме кои елементи, кои што учениците ќе може да ги повлечат. Ја гледате оваа точка, значи доколку избереме точка, учениците ќе може да повлечат точка. Меѓутоа во делот кај точката има многу повеќе елементи, значи јас избирам like или thumbs up, избирам друга боја, лилава, затоа што нели целиот слайд ми е тако. Понатаму додавам dislike, избирам сива боја што ми одговара и го вметнувам слайдот, и со ова учениците ќе може да одговорат да ми се допадна или да не ми се допадна, беше лесно, беше тешко и така натаму. Избирам update и веќе ми се креира тој дел од слайдот. Кога сме кај алатката за додавање на некои елементи кои што се повлекуваат и оставаат на некој дел од просторот на презентацијата, многу е интересно тоа што, да речеме, може оваа мапа да ја расширам низ целата презентација, значи ќе ги избришам сите овие елементи, текстот ќе го оставам бидејќи ќе вметнам некој текст и оваа мапа може да ја зголемам и да речеме ќе ја повлечам ваму, а текстот ќе го ставам во овој дел. И прашањето ќе биде да речем, бидејќи позадината ни е со пирати, каде има пирати, нормално, кога вие креирате вакви прашања, тоа би биле прашања во смисла, ако се зборува за мајчин јазик, па имате некое литературно дело што го читате, каде се случува дејството, за географија, обележи каде се наоѓа таа земја, за историја каде се случил тој историски настан и така натаму. И повторно да го променам фонтот за да ми има смисла. И во делот на draggable, односно елемент кој што се повлекува и се поставува на презентацијата, има едно знаменце кое што би било одлично за да може да го вметнат во презентацијата, и секако си избирате боја и сега веќе ќе може да го изберат тој елемент и да го вметнат. Дополнително може да им поставите повеќе елементи доколку има повеќе места кои што треба да ги бележат. Она за што зборувавме беше прашање со избор, зборувавме за повлекување, и сега она што е баш интересно е тоа
дека може да вметнат и цртеж. Значи во овој дел ќе побарам од учениците нацртај елементи што асоцираат на пирати. Треба да нацртаат кои се тие работи кои што нив ги асоцираат на пирати. И сега ќе го смалам малку текстот. За да има простор каде да нацртаат, едноставно го избирам тој дел за цртање и го вметнувам во презентацијата. Она што ни остана е делот со бројките, односно да одговорат учениците на прашање со бројка. Јас во моментот ќе изберам, да речеме, ќе ги прашам колку ви се допадна. Од 1 до 3. Кога вие креирате вакви прашања, да речеме за математика тоа би било одговор на некое прашање, меѓутоа бројките значи се само цели броеви и тоа треба да го имате на ум кога ги креирате прашањата, значи одговорите кои што може да ги дадат учениците се само цел број. И тука пишувам, да речеме 3, многу, за 2 избир. Океј, беше. И за 1 не ми се допадна. Значи, ова е некое произволно прашање кое што го најдов. Ги собирам сите овие елементи и го менувам. Фонтот, бојата останува иста. Во делот на броеви, значи го избирам тој дел каде што учениците може да вметнат број и веќе завршив со тој дел. Оваа презентација, како што гледате, многу е визуелно добра и има некои вакви банери кои што ќе ми помогнат да имам интересен слајд во кој што ќе вметнам некое прашање. И прашањето ќе биде: напиши кратка приказна со пирати. Пиратите се избрани само поради позадината која што ја искористив. Повторно го менувам фонтот, значи треба да го изберам текстот, да го променам фонтот. Може дури да ги смалам буквите и го додавам, ја додавам опцијата текст, односно учениците ќе може да вметнат текст како одговор на тоа прашање. Како што гледате, Slides Go, значи презентацијата која што ја избрав од Slides Go, има многу добри визуелни елементи и овие визуелни елементи едноставно може да ги земам од еден слајд, да ги вметнам во друг слајд и сите елементи се разделуваат, да речеме. Сето ова е подвижно и на тој начин може да се искреирате некоја ваша комбинација и на крајот од слајдовите секогаш има дополнителни некои елементчиња кои што може да ги вметнете. Сега овие неколку слајда, бидејќи нема да ги употребам, ќе ги избришам и на крајот имам слајд кој вели: браво, добро сработено, заврши часот, вие веќе сте пират и добивате пиратска диплома. Завршивме со креирање на презентацијата и сега треба да ја споделиме со учениците. Многу едноставно, во делот на Start a Lesson, односно започни го часот,
треба да избереме помеѓу два начини каков ќе биде часот. Едниот начин е учениците сами да имаат контрола врз презентацијата, а другиот начин е само наставникот да има контрола врз презентацијата. Ќе ви ги покажам и двата начини. На почеток одиме instructor-based activity. Тоа би било начин кој што би го употребиле доколку употребувате ваква интерактивна презентација на онлайн час. Го избирам тоа. Она што ќе ми се отвори е работна површина на наставник и она што ќе ми каже на почеток е како ќе можат учениците да се вклучат, односно ќе треба да го изберат линкот joinpd.com и да го вметнат овој код. И тоа е она што јас ќе го направам, значи го копирам кодот, отворам друг пребарувач на кој што ќе напишам joinpd.com, значи join peer deck, и веќе ми се отвори дел каде што треба да го вметнам кодот, го вметнувам кодот и влегувам. Прво нешто што како ученик ќе ме праша е како се чувствувам денес. Избирам дека се чувствувам добро и веќе влегувам во презентацијата. Како што гледате, значи ќе ги менувам деловите на наставник. Во овој дел во Google пребарувачот ќе бидам наставник, а во Edge ќе бидам ученик. Да започнеме, дали сте подготвени како ученик, веќе го имам првото прашање, меѓутоа не може да одам понатаму на следното прашање. И сега се враќам. Наставник, го менувам слайдот и гледате дека слайдот ми се промени и како ученик. И сега ќе ви го покажам другиот начин, односно ќе го започнам овој час. Меѓутоа, овој пат ќе им дадам на учениците право сами да ги менуваат слайдовите и да ги работат вежбите во со нивно темпо, значи не со мое темпо, не јас да ги менувам слайдовите и повторно, значи може да одат на JoinPD да го вметнат тој код или ќе им го дадам овој линк. Значи сега ќе го отворам линкот на друг пребарувач и повторно веќе влегов во презентацијата, ме прашува исто како се чувствувам денес и почнувам со презентацијата. Гледате дека сега јас имам целосна контрола на слайдовите и еве како изгледа се она кое што го креиравме заеднички. Дали сме подготвени? Да, подготвени сме. Во следниот слайд прашањето беше како ви беше домашната задача. Па беше лесно и не баш лесно, значи ги гледате овие лайк и дислайк кои што може да ги повлечам и поставам било каде. Каде има пирати, ќе го повлечам овој дел и избирам. Понатаму нацрта елементи кои што те асоцираат на пирати, гледате дека има голем избор на бои со кои што може да цртаат, има линии, може да пишуваат текст и да речеме ќе се обидам да нацртам нешто дрвено, нога, кука за рака и така натаму. Во следниот дел, колку ви се допадна, од 1 до 3, може да изберам па и -1, избирам 3, одиме понатаму, напиши кратка приказна, значи поддржува кирилица и тука може да пишувам текст, може да продолжам така натаму. Одлично, земи си ја дипломата и на крај имаат некоја си диплома и во оваа диплома секако може да си го вметнат својот лик. И сега се враќам во делот на наставник и може да ги прегледам одговорите, значи ги гледам одговорите кои што ги има, гласањето, каде е поставен елементот, цртежите кои што ги направиле, повторно со бројки, приказната, значи текстот на приказната, дури може да оставам фидбек, односно повратна информација за тоа што го гледам или да гласам.
овие елементи, слайдови беа без додадени елементи. Сега ќе зборуваме за некои малку познати факти за Pear Deck, како да го хакнеме Pear Deck за да ни биде поедноставно. Доколку забележавте во долниот дел, она што ми пишува е дека треба да доплатам upgrade, бидејќи ми истекува за 12 дена премиум верзијата. Што значи тоа? Дека после 12 дена елементите draggable, значи овој елемент каде што вметнував некои точки, like, dislike, кои што учениците можеа да ги поместат на слайдот, и овој елемент за цртање ќе ми бидат забранети. Значи, оно што ќе може да користам е текст, избор, бројки и да вметнам веб страна. Меѓутоа, доколку забележавте, Pear Deck има библиотека со темплејти, и ако ја отворам оваа библиотека, тие имаат многу интересни темплејти кои што може да се искористат и многу интересни идеи, дури и ако не ги користите нивните темплејти, ќе најдете интересни идеи. Значи имаат темплејти за, да речеме, почеток на часот, во кој што ги прашуваат учениците размисли, како беше домашната, па се гласа и така натаму. Сега, овој темплејт, кој што вели како беше домашната, може да го употребам дури откако ќе ми помине оваа trial верзија, односно пробна верзија. И ако приметувате, тој темплејт го има овој елемент за вметнување, меѓутоа јас нема да може да го променам, но ќе може да гласа. И сега, доколку тој елемент го копирам и го вметнам во некојот, да речеме, во овој мој слайд, учениците повторно ќе може да гласаат, но ќе користат само една сина точка за да гласаат. Или за време на часот има некој темплејт, па ќе побараме каде што има темплејт, ете така, слайд за цртање, каде што има темплејти, се бара од учениците да нацртаат нешто, го вметнувам овој слайд и, значи, може да го искористам овој слайд за цртање, но може и овој дел што е за цртање да си го вметнам во мојот слайд каде што имав цртеж, значи ова го бришам, го вметнувам новото и повторно имам елемент за цртање. На тој начин можам да го хакнам Pear Deck и да ги користам сите тие видови на прашања. Но секако истражете ги нивните темплејти, бидејќи имаат многу интересни за критичко размислување, имаат за емпатија, има многу конкретни како математика, за јазици и така натаму. Она што дополнително сакав да ви кажам како идеја е како да го искористите Pear Deck во вашите Teams канали. Ако се сеќавате, она што споделувавме со учениците беше овој линк app.peardeck.com и кога тие ќе го отвореа тој линк, веднаш можеше да вметнат, значи да се вклучат во некоја сесија. Всушност не треба овој линк, значи вклучи се во сесија app.peardeck.com, го земам тој линк, се враќам во мојот тим, имам еден канал кој што се вика презентации, во тој канал ќе ги вметнувам сите презентации и во делот на плюс ја вметнувам оваа веб страна. Гледате дека Pear Deck го има како избор, меѓутоа ако го изберам Pear Deck, ќе ми се бара точно конкретна презентација која што треба да ја изберам, но тоа не е она ја што сакам. Она што сакам е да им ја вметнам оваа веб страна на учениците. Повторно ќе ја крстам Pear Deck, ја вметнувам страницата, таа се отвора и сега
Да речеме да го споделам часот, ќе ми се отвори линкот и ќе ми се отвори тој join code, значи кодот со кој што влегуваат, и на тој начин секогаш секогаш ќе може, значи еве го тој код. Едноставно учениците секогаш во Teams го имаат тој линк без да пребаруваат и секогаш им се отвора со enter code, значи вметни код, и за секој час вметнуваат различен код кој што не го копира, кој што важи за таа презентација. Да речеме, еве, и веднаш влегуваат во презентацијата, избираат како се чувствуваат тој ден и веќе ги имаат сите слајдови со презентацијата. Доколку изберам refresh, односно освежија страницата, ќе видите дека повторно ќе ми се отвори значи Pear Deck, меѓутоа join code, што значи дека тука ќе може да вметнат нов код од нова презентација и одново овој исти таб во Microsoft Teams да го користат за Pear Deck.